Во ново месеценце сме, денески имаме 7 парфеми, дали би купил пак да или не. Овој пат му од најдобар другар ми ги бира, од неговата колекција. Па да видим што одбрал. Прво по мушко, починиме со најјакиот летен парфем што има испаднато, а тоа е Lattafa Atlas. Многу јак летен вајб, значи мирис на море, лесен, интересен за носење, не е мој тип, ја реално би го ставил во не категоријата. Вака никогаш нема почнато видео. Чекај да видиме. Dior Sauvage Eau de Toilette серијата. Реално секогаш ќе биде вој да, значи денката на Dior ми е толку убаво, толку специфична, значи машка, ќе биде огромно да. Пушок поубав. Мене ми е омилен од Jean Paul Paradise Garden. Овој најубаво му опфаќа таа ДНК, значи кокосот, tropical vibe, летен, зелен, 10 од 10, секогаш ќе биде да. Каво е ово, Stronger with you intensely. Најпознатиот, најдобриот дизајнерски парфем што им испаднато последниве години. Зимен, секси, страшен за дейт најд, секогаш ќе биде да. Bahamas Armaf сериите ми се премногу интересни и уникатни, али не ми се трајни на мојата кожа, а јас сакам парфем што малце повеќе перформанс ке ми даде, дали би го земал пак, за жал ќе биде не. Уште еден бенгер, овој е Aqua Dubai. Овој е сметан како клон на Louis Vuitton Imagination. Реално ја мислам дека е малце подалеку од Марвата. Дали би го земал пак ова многу појак од Марвата, али за жал би ми било не. До сега вакви категории никога сум немал и интересно ми е ова. Сега последниот е тој што ќе води видеото, дали ќе биде позитивен, дали ќе биде негативен. Каков крај! Мојот прв дизајнерски парфем што почна целиот хајп, тоа е Versace Eros EDPS верзијата. Значи, секогаш ќе биде да. Толку лесен за комбинирање. Иако сите кажуваат дека е outdated, дека е стар веќе парфемот, дека поинтересни парфеми од него испаднато, јас секогаш би го одбрал пошто е стварно класика клабинг парфем. Така да категоријата на да и денеска ке тепа. Како би ја ставале оваа категорија? Кој ви се омилени од тука? И се гледаме следното.